Добре, криптоентузијасти, верувам дека уживавте во нашиот Chain of Blocks Summit. Значи, како што ветивме на нашиот канал, веќе истиот може да го најдете во лайвстрим верзија. 4 делови, каде што сите презентери, би рекол, на овој самит беа опфатени со нормално нашето предавање, кое што беше во четвртиот дел, предпоследно негде на самиот крај. Така да, многу едноставно на нашиот канал ќе може да ги најдете сите овие, би рекол, проекти со нивната презентација на овој самит, кој што, пак ќе кажам, беше навистина големо задоволство да се работува со секој од овие луѓе, значи имаше доста што да се каже помеѓу нас, а во иднина ќе видиме потенцијално што може повеќе од ова да се направи, со тоа што пак ќе напоменам, значи овдека беше Bitkom, најголемиот експлорер на XRP, XRP Labs заедно со нивниот Саман или Шаман, како сакате, новчаник, Wallet, Chiliz беше овдека, најголемиот NFT артист во Малта, XRP Commons и така натаму. Значи имаше многу, би рекол, битни компании, како во криптосферата, така и во XRP Ledgerот, кои што беа дел од овој самит. Значи ја верувам дека многу добро поминавме, верувале или не, значи презадоволни беа со нашето предавање, но за жал не можев да останам на вечера и на, би рекол, забава подоцна, поради лични обврски, знаете и сами, значи имаме фамилија, имаме кариера, така да за жал тоа е се уште една пречка која што ќе треба наскоро да ја поправи. Како и да, значи тоа е во однос на овој самит, многу лесно може да ги најдете сите овие видеа на нашиот канал. Во меѓувреме, уште еднаш да напоменеме, значи се ближи нашата, би рекол, офлайн митап или конференција, како сакате, во Минхен, каде што има веќе пријавено повеќе од 80 луѓе. Би ви препорачал, доколку не сте, да ја резервирате вашата карта. Многу едноставно, за оној кој што се уште не зна, на основната страна на нашиот Facebook профил, може да го најдете овој настан pinned во горниот дел, каде што може да ги најдете сите битни информации. Имаше некои од луѓето кои што сакаат да комуницираат во однос на заеднички пат од Швајцарија до Германија. Би ви препорачал тоа да го направите на делот со дискусија, значи овдека во било кој од постовите или пак во постот кој што го наменивме за тоа. Може слободно да оставите коментар, луѓето ќе ви одговорат, истото може да го направите и во нашата Patreon заедница. Уште еднаш, накратко, значи огромен поздрав до значи Македонскиот културен центар Илинден, како и до мистер Славков himself, кој што ни помогна многу во организирање на овој настан. Истиот ќе биде уште еднаш на 6 септември во Einwelt House. Значи ние ќе бидеме веќе таму на 5 септември. Ако некој од вас дојде, слободно пишете, ќе гледаме да се најдеме. И ќе останеме таму до недела. Така да, уште еднаш ќе напоменам, значи ова се темите, може да ги погледнете и сами. Значи, ќе имаме уште двајца презентери, тоа се Bad Teacher Crypto и Александар, попознат како Радна скела во нашата заедница. Така да има што многу да се слушне, нормално. А како и во Малта, ќе гледаме ова да биде повторно лайв на нашиот канал. Ќе има видеограф, ќе има фотограф, но како и да ќе гледаме ова да може да го следите во живо, како што тоа го направивме за самитот во Малта. Така да, повеќе информации очекувате во наредните 2 дена, значи се уште припремаме некои ствари, но како и да е, генерално се што треба да биде спремно е спремно, се што останува е да се дружиме. За разлика од самитот во Малта, овдека нема да пазиме што зборуваме, туку ќе зборуваме како што треба со наши луѓе на наш начин. Така да, едва и чекам да се видиме, има многу луѓе како од Германија, така од Австрија, така од Швајцарија, кои што ќе бидат дел од овој офлайн митап. Така да уште ќе напоменам, едва и чекам да се сретнеме. Ова ќе биде наша официјална прва организација надвор од Македонија. И дополнително уште едно напоменување, 17 септември очекувате дека ќе имаме своја презентација во Crypto Hub Малта. Значи, оваа презентација ќе биде конкретно нашата презентација од Македонија на последната крипто, значи втората македонска крипто конференција, која што е на англиски јазик обработена, за да практично нели имаме своја презентација во Crypto Hub Малта. Значи истите ја немаат погледнато, зашто да не можеме да ја искористиме за презентација кај нив, верувам дека ќе им се допадне. А ако не сте ја погледнале тоа презентацијата каде што разговараме за споредба на блокчейн технологијата и незиниот раст наспроти интернет и мобилната телефонија. Така да верувам дека ќе ви се допадне ако не сте ја погледнале, ако не можете да најдете во нашите видеа од
втората македонска криптоконференција 17 септември. Ако имате време слободно, посетете го Crypto Hub Малта, тоа е среда, каде што ќе имаме своја презентација. Во однос на оваа недела, како што знаете и сами, само ова видео ќе биде денес. Тоа е четвртиот дел од нашето портфолио во однос на апдейт на коините, каде што ќе разговараме детално за тоа што се практично имаме во нашето портфолио. Ќе има 5 и 6 дел. За жал, достигнеме со едно видео, сега верувам дека ќе ме разберете, значи имаме навистина премногу активности, гледате и сами. Сето ова е направено со цел што може повеќе да донесеме до македонскиот народ. Така да, заедно, чекор по чекор, без брзање, гледате дека напорно работиме, дефинитивно ќе биде се подобро и подобро. И уште една интересна работа, која што мораме да спомнеме, значи дебело работиме на Gemigia TV. Значи чекор по чекор ќе стигнеме и таму. Уште еднаш ќе напоменам, само дајте ни малку време. Значи Gemigia TV очекуваме да биде потенцијално реалност негде во текот на есен. Значи се уште не можеме да ви гарантираме со сигурност, затоа што ова е нова сфера која што се обидуваме сега да ја средиме. Значи голема благодарност до нашиот програмер, нормално и мајнерот, кои што помагаат во сето ова да биде организирано. Значи ќе имаме официјално прва финансиска телевизија во Балканот. Со тоа што нормално ќе биде сплет од нови и стари видеа, кои што ќе бидат 24/7 достапни на нашиот YouTube канал. Така да само сакав да го напоменам ова, да го имате во предвид, очекувате наскоро потенцијално да го реализираме, нормално не брзаме нигде, кога ќе бидеме спремни, кога се ќе биде организирано, ќе го добиете на нашиот YouTube канал. Сега, денес, како што кажаме, четвртиот дел ќе се разговара за IOTA, Alchemy Pay, Sandbox и Axelar. Со тоа што знаете и сами, значи, нашите портфолија ги објавуваме од време на време во ваква форма, со брейкдаун по категорија, како и по коин, а дополнително овде ќе имате и вредност на нашето портфолио, која што прилика во последниве, би рекол, 2 месеци, се движи оприлика 10% нагоре, 10% надоле, помеѓу 50 и 40 илјади долари. Значи, ова е портфолиото кое што го правиме за едукација со сите негови распределби на пазарот, а ова е портфолиото кое што го собираме, така речено, за самиот канал, од сето она што го добиваме од вас. Значи, ова е за самиот канал да биде финансиски независен. Као што веќе кажуваме, 5-тото и 6-тото видео понатаму ќе следат за преостанатите коини, како Matic, VeChain, XDC, Optimism, а дополнително и коините од портфолиото на каналот, како PIT, Gnosis Pay, да видиме кој е уште еден кој што го немаме обработено, и Filecoin, кои што ќе бидат обработени како дел од следните два, би рекол, следните два, само секунда, апдейти. И уште една битна работа која што мораме да напоменеме е тоа дека секој од вас може во било кое време во живо да го следи нашето портфолио. Еве како изгледа. Значи истото е во процентуална вредност. Многу лесно на нашиот канал, само секунда, значи еве каде може да го најдете. Значи ова е исто така многу битно кој што треба да спомнеме. Овие два линка што ги гледате овдека на нашиот Facebook профил се линковите до едукационото портфолио и портфолиото на каналот. Дополнително, овие два pinned, би рекол, постови се исто така многу битни. Средниот пост е постот каде што може да ги најдете, би рекол, во кратки црти, значи сите најбитни видеа кои што еден почетник треба да ги погледне. Значи иако имаме 140 видеа курс, овдека ги издвоивме најбитните 22 видеа кои што мора да ги знаете за да имате идеја во што влегувате, барем за самиот почеток, а препорачуваме да ги погледнете и останатите. И Supercharts, ова е пост каде што може да ги најдете сите наши техничка анализа чартови во живо, да може да ги споредувате, да ги анализирате, да ги копирате како сакате, идејата е да имате пристап до нив. Сега, со тоа, значи, како што веќе кажав, може да ги видите во живо нашите портфолија и нивната застапеност постојано. И денеска почнуваме со првиот коин, а тоа е IOTA. Со тоа што IOTA самиот по себе се наоѓа во Layer 1, иако не беше допред само година дена, откако беше надграден со Shimmer Smart Contracts, да речем Layer 1, истиот претходно беше сосема друга технологија, но како и да е. Сега моментално се наоѓа во Layer 1 технологијата, истиот има моментално market cap од околу 744 милиони долари, што значи дека го прави мал проект, помало од 1 милијарда, и може да го најдеме во Layer 1 проектите негде околу 744 милиони. Со тоа што битна работа која што не можам да разберам зошто го извадиле од IoT, односно Internet of Things категоријата, се уште не можам да разберам зошто. Значи самиот
IOTA проект е токму тоа. Internet of Things. Ја не можам да разберам зошто одлучиле да го извадат од оваа категорија, кога буквално тоа е неговото име. IoT, така, Internet of Things, IOTA, како и да е. Секако, јас и понатаму го сметам во Internet of Things и кога ќе погледнеме во нашето портфолио, истиот е буквално во таа категорија. Значи, IOTA моментално со застапеност од 2,33% се наоѓа во IoT, Internet of Things. Истиот го имаме и во портфолиото на каналот, затоа што очекуваме дека неговиот мал маркет кап и голема институционална дотација ќе помогне цената на овој проект да порасне многу. Односно, околу 14% беше на 26 август позицијата која што имаме во IOTA во портфолиото на каналот. Сега ќе поразговараме повеќе зошто е тоа така и зошто тоа го очекуваме нормално, со тоа што првата вест доаѓа, мислам, нели, еве страната, доколку нели не сте ја виделе, да објасниме прво зошто е толку, би рекол, уникатен. Значи, самиот IoT, односно IOTA Tangle, е нешто слично на Hedera. Ако ги погледнавте претходните видеа, ако не, може да ги најдете претходните 3 дела од апдейт на портфолио на нашиот канал веќе. Односно, кога станува збор за блокчейн, ова е тој bottleneck за кој што ние постојано зборуваме, каде што многу лесно може да се случи да имаме запирање на, така речено, самиот блокчейн, доколку дојде до премногу трансакции и не може едноставно да се процесираат, затоа што мора да се процесираат блок по блок. За разлика од тоа, Tangle, односно Cyclic Graph технологијата, која што веќе ја видовме во Hedera, значи е присутна и во IOTA, каде што можеме да видиме дека повеќе блокови се запишуваат во исто време. Така да тоа е една предност која што има технологија и која што моментално јасно можеме да видиме дека е супериорна во однос на блокчейн кога станува збор во брзина и, да речем, процесирање на трансакции. Сега, доброто што е, додека беше Tangle, значи додека немаше свој Layer 1, IOTA беше дел од оваа категорија и пак ќе речем, не можам да разберам зашто се уште не е, но како и да е, откако го разви својот Shimmer протокол, значи тоа е посебен тип на протокол кој што го додаде на својот Acyclic Graph, погледнете. Значи и понатаму првото ниво на овој блокчейн представува IOTA Acyclic Graph Tangle. Додека над него се изгради што? Се изгради Layer 2, кој што сега матично е Layer 1, нормално за сите проекти кои што се развиваат на IOTA, кој што е матично Layer 1, затоа и веќе го вбројуваат во Layer 1 категоријата, која што има свој смарт контракт компатибилност, значи сите овие проекти можат да имаат своји смарт контракти, и е EVM, односно Ethereum Virtual Machine компатибилен. Што значи дека може да соработува со било кој од проектите и децентрализираните апликации на Ethereum екосистемот. Со тоа што гледаме дека веќе во однос на децентрализирани апликации има свој екосистем, тоа ќе го покажеме малку подоцна, каде што можеме да видиме дека, уствари, еве, ќе го покажеме веднаш, односно, значи, ефективно, после интегрирањето на Shimmer, значи, мада Shimmer е веќе една година, официјално што можеме да видиме, од некаде средината на јули, ефективно имаме TVL, односно Total Value Lock, кој што покажува дека имаме кеш кој што моментално се користи на IOTA како, нели, DeFi сектор, односно имаме раст на овој екосистем и нормално можеме да погледнеме, еве, како изгледаат апликациите на IOTA, односно IOTA Labs. Ова се моментално апликациите кои што постојат, гледаме дека има различни, од NFT, Launchpool, DeFi Tools, Yield агрегатори и така натаму. Идејата е дека се развива екосистем на овој Layer 1, што значи дека Layer 1 функционира. Така, значи џабе ви имате смарт контракт компатибилност и Layer 1 ако нема апликации кои што се градат на него. Така да тоа е крајно позитивно. А кога станува збор за институционална адаптација, тоа според нас представува најбитниот дел од овој проект, кој што очекуваме дека ќе има крајно позитивен ефект врз нашето портфолио. Односно, првата вест која што можеме да ви ја покажеме, иако он веќе долго време соработува со институции, 28 јануари официјално, ова беше и практично последниот самит на Светскиот економски форум, IOTA е дел од Digital Identity Use Case, така речено, ова е взаемна соработка помеѓу Обединетите арапски емирати и Светскиот економски форум, каде што IOTA се користи за што? За KYC, Know Your Customer, односно ова е валидација на нови, би рекол, клиенти, кои што доаѓаат, тоа сте го виделе многу пати на менувачници и така натаму, каде што ви бараат соодветни податоци, идентификација за да може да направите свој профил, како и дигитални пасоши, односно дигитални, би рекол, лични карти, би рекол, во оваа ситуација, кои што гледаме дека овие две
прво организација Светскиот економски форум и односно една од, да речем, побогатите држави во светот и во арапскиот полуостров, а тоа е Обединетите арапски емирати, одлучиле IOTA да биде решението врз кој што ќе развиваат ваква технологија. Ова не е мало, верувајте ми, затоа што пак ќе кажам Светскиот економски форум е место каде што нашите, пак ќе речем, стопани од политичари одат, добиваат инструкции и се враќаат да ги исполнат. Така функционира за жал. И ова беше во јануари 2025 година, за во јуни 2025 година, само 6 месеци подоцна, значи IOTA да биде повторно земен во предвид за нова иницијатива, така наречена Trade Worldwide Information Network или TWIN, кој што ќе се занимава со имплементација на блокчейн технологија со цел поедноставно реализирање на глобална логистика и трговија. Овдека имаме голема статистика, објаснета колку е потребно за една трансакција помеѓу две држави, 36 документи, 240 копии помеѓу 30 различни stakeholders, односно учесници во оваа трансакција. Вели се тоа може многу едноставно да биде заменето со што? Со блокчейн. Сите овие што ги гледат овдека, Тони Блеер Институт, Trademark Africa, Светскиот економски форум, Chartered Institute of Exports and Institutional Trade и така натаму, сите овие покажуваат на кого? На IOTA. Значи IOTA ќе биде блокчейн на кој што на некој начин на светско ниво ќе се гледа оваа документација или логистика да се дигитализира, да се токенизира и на тој начин да се олесни. Односно вели, според нивните проценки се очекува дека до 10 трилиони долари ќе има така речено 10 трилиони долари вредност која што сега се користи за оваа логистика, за меѓусебна размена, ќе биде така речено елиминирана и достапна на овие држави да не мора да трошат за оваа меѓусебна размена. Пак ќе напоменам Светскиот економски форум. Со тоа што иницијативно ова се гледа, мислам според тоа што го читав, се очекува да почне од Африка. Односно ова да биде првенствено искористено во Африка, а потоа претпоставувам и глобално. Нормално, каде се прават тестови, се прават кај држави кои што не се битни, да бидеме реални, за жал така изгледаат работите. Но како и да е, ова е многу битно затоа што никој друг проект не е земен во превид, освен IOTA. Као што кажав, секој од овие проекти ќе си го најде местото под сонцето ако има своја реална вредност. И тоа моментално го гледаме. Сега, IOTA успешно го комплетира европскиот блокчейн PCP, односно тоа е Pre-Commercial Procurement. Значи тоа е посебен тип на, би рекол, процедура. Сега зашто ова е интересно? Оваа процедура опфаќа интелектуална собственост, односно менеджмент на интелектуална собственост и дигитални пасоши за продукти. Ако се сеќавате, уште во 2022 година ние спомнавме дека IOTA влезе во овој процес и покрај огромна бројка на, погледнете, повеќе од 30 апликанти, само IOTA како блокчейн проект е избран заедно со останати два проекти кои што не се блокчейн проекти, Chromaway и Billion. Значи само IOTA е блокчейн проект кој што е избран за оваа иницијатива. Каде што, ако се сеќавате, ние кажавме дека за година или две максимум Гејропската унија бара сите продукти кои што се произведени или увезени во Гејропа да имаат свој дигитален пасош. Од нивно производство, од состојките кои што се во нив, па до кој на кого ги препродал до последниот момент, а тоа е нормално на рафтот на една продавница. Така да, буквално секој продукт кој што ќе се најде на територијата на Гејропа мора да има ваков дигитален пасош. Као што кажавме, еден од главните претенденти кои што се обидува да на некој начин владее во оваа, би рекол, категорија, тоа е VeChain, а гледаме дека и IOTA моментално се движи кон истиот правец. Така да пак ќе напоменам, дури да се само два блокчейни, има премногу работа за така речено водење сметка за сите овие продукти да имаат свој дигитален пасош и нормално овдека спаѓа и интелектуалната собственост за така речено производство, начин на производство и така натаму на овој пасош. Така да се извинам на овој продукт, така да се тоа ќе биде така речено еден момент. Значи погледнете, не било кој, туку IOTA. 3 години од 2021 до 2024 и конечно од 2025 го добиваат. Значи ова е август 2024, во 2025 веќе да се користи IOTA за овие две намени во Гејропа на институционално ниво. Со тоа што дополнително и во, пак ќе речем во Гејропа, овдека се спомнува дека IOTA исто така ќе биде користена и за што? И за дигитални пасоши и KYC. Односно, моментално IOTA се тестира
за тоа дали истиот ќе може да биде користен за дигитални лични карти, пасоши, идентификација и KYC, Know Your Customer, претпоставувам ова е за нивните институционални би рекол нивоа, но повторно, ако го користи IOTA институциите на Европа, нормално дека и компаниите во Европа ќе мора да го користат, така да ова е доста позитивно, значи навистина ова е една од работите кои што ги следим уште од самиот почеток, пак ќе кажам уште кога првата вест испадна дека е во сендбокс на Европа. Во исто време да не забравяме дека IOTA не е само фокусирана на Европа, $100 милиони, ако се сеќавате, тоа беше пред една година, фонд со кој што IOTA се развива во Абу Даби или повторно Обединетите арапски емирати, каде што направија свој хаб кој што понатаму треба да работи на адаптација на оваа технологија во арапскиот полуостров, најпрво нормално во самите Обединети арапски емирати, а подоцна и во останатите држави на Блискиот исток. Знаеме дека во регион е екстремно прифатена оваа технологија. Следна битна работа за IOTA, иако допред само некое време не беше нормално Layer 1, гледаме дека е нејзиниот брз развој, односно, знаете, сами криптометеос го користиме за активноста на овие проекти, односно, можеме да видиме дека по најактивни проекти, по скриптите кои што ги депонираат во GitHub, IOTA е на 40-то место. Можеби не е најдобро, но повторно за проект кој што матично не се фокусира толку многу на Layer 1, да бидете на 40-то место и не е така лошо, и на тој начин практично го прави еден од најактивните проекти во генерално криптосферата. Сега реално други позитивни работи, иако има, ова се најбитните работи поради кои што IOTA го имаме во нашето портфолио во голема количина. Повторно неговото искуство од повеќе од 2 bull маркети, значи гледате сами, истиот е присутен во 2017, присутен во 2021, ова му е трет bull маркет, прави дека овој така речено проект има своја иднина, значи истиот не е за џабе веќе 2 цели bull маркети присутен и гледаме дека и понатаму обстојува и е еден од оние кои што потенцијално ќе има доста добра институционална адаптација. За жал се уште немаме спот ETF апликација за него, но се надеваме наскоро. Една работа која што можеме да забележиме е тоа дека и од првиот во вториот bull маркет IOTA не направил свој нов all-time high, што е во ред нормално, зошто го зборуваме ова, дури да не сметаме од самото дно, еве да сметаме од една свеќа последното, можеме да видиме дека и да не сметаме до апсолутниот врв, една свеќа под врвот, ние би биле околу 8 пати во профит, доколку сме инвестирале само во средниот дел на IOTA во претходниот bull маркет. Со оглед на фактот дека има екстремно мал маркет кап, значи истиот има маркет кап од само $700 милиони, како што видовме, се наоѓа во категоријата на мали проекти. Односно, каде се наоѓа моментално од претходната корекција во декември, кога имавме голем скок, до оваа корекција која што заврши негде во април, можеме да видиме дека според неговите мети, истиот се очекува да го пробие овој иницијален макро bear тренд со оваа cup and handle, head and shoulders формација. Само секунда да видиме што сме објавиле претходно за IOTA. Не знам дали е поново обработен, да е. Значи тоа е последното што сме го обработувале, $1.400% се сложуваме со Godsend 20, очекуваме $1. Еве го тој $1, односно тоа е првата мета на FIB од таму каде што се наоѓа моментално цената од претходните две корекции на врв и дно. Така да ова, ако мене прашувате, сосема нормално. Од друга страна, зошто рековме дека таму? Затоа што имаме макро bear тренд линија воспоставена од првиот и вториот bull маркет, која што потенцијално ќе биде многу голема пречка, затоа очекуваме голем дел од нашето портфолио да го елиминираме токму овде, каде се наоѓа цената моментално, до истата цена, погледнете сами, ете ги тие 400% за кои што разговараме, што е оприлика 4x, ние тоа е цената горе-доле на која што купивме IOTA и овде, така да нема некоја голема разлика во потенцијалниот профит, но пак верувам дека 4 до 5x е сосема солидна, да речем, алокација и профит во овој bull маркет за овој проект. Следниот коин за кој што ќе разговараме е Alchemy Pay, проект во кој што имаме огромни очекувања. Ќе ви објасниме зошто, нормално како и секогаш, но пак ќе напомена, ова е проект кој што е премногу мал со свој прв bull маркет, а знаете и сами дека кога станува збор за прв bull маркет, очекуваме многу од овие проекти. Значи можеме да видиме дека Alchemy Pay се наоѓа во солуцијата за Payment Solutions, мада мене ако ме прашувате е DeFi on и off ramp,
но како и да е, за жал ги минуваат, не можам да разберам зошто, значи нема ниту 100 милиони долари. Се движи негде од 100 до 200 милиони, а знаеме дека ова е екстремно мал маркет кап. Ако ќе видиме кој use case го има, значи е жално што има само 100 милиони долари, а од друга страна и многу голема би рекол можност за оние кои што инвестираат во него. Значи па екстремно мал проект, а екстремно позитивен, односно неговата основна работа е on и off ramp, односно ако мене ме прашувате покрај тоа што прави on и off ramp за големи би рекол ентитети како најголемите менувачици, Coinbase, Binance и така натаму, истиот прави така речено услуга на секој еден човек на интернет кој што сака да поседува крипто, со тоа што ви дава така речено онлайн банкомат, каде што може да депонирате, да купите, продадете од картичка на картичка директно или од payment солуција на payment солуција директно со најразлични фиат валути и најразлични крипто валути. Така да тоа е неговата основна работа, а можеме да видиме дека како опција го има апсолутно сега. За разлика од Трамп, како беше 90 дена 150 договори. Епа Alchemy Pay успеа за една година да направи 170 договори, 170 земји моментално ја има оваа солуција, каде што можете погледнете во повеќе од 50 различни тоалетна хартија во боја фиат валути, 300 и повеќе различни видови на канали на страна од самите фиат валути, значи дали се тоа банки, payment солуции, дебитни картички и така натаму, и скоро сите криптовалути се поддржани на овој би рекол онлайн банкомат. Екстремно позитивно, тоа што можеме да видиме некои големи звучни имиња, значи СЕПА, знаете и сами тоа се оние трансфери од Гејропа, ова се сите можни солуции кои што се користат со цел да купите и продадете. Значи Visa, Mastercard, Discover, Diners, Google Pay, Apple Pay, апсолутно најголемите, како што може видите, солуции се користат со цел да може да купите и продадете блокчейн, односно крипто. Крајно позитивно, кога станува збор за погледнете и партнериве, значи гледате само колку голема листа на партнери имаат, кога станува збор за payment канали, кога станува збор за партнери кои што соработуваат директно и користат нивните услуги, така on и off ramp, погледнете ги менувачици на кои што прават on и off ramp. OKX, BitGet, сега само менувачици да ги погледнеме. Така, само секунда да ги издвоиме тие кои се малку поголеми. Ledger како wallet нормално. Сега овие сите се менувачици само се малку помали би рекол, со тоа што има и доста новчаници, BitGet wallet, Trust wallet. Понатаму, еве ги, за тоа. Значи, еве ги менувачиците на кои што е достапно, затоа е и се зачуди зашто ги нема Binance и Coinbase. Значи, погледнете. Буквално со сите најголеми менувачици во светот соработуваат. Значи, не може подобро од ова да биде. Тоест, може, сега ќе ви покажам. Затоа што ќе видите колку само лиценци за моментално money transfer имаат во светот. Значи, огромна количина, со тоа што дополнително имаат и своји дебитни картички, каде што најголемите менувачици ги користат токму нивните дебитни картички, а тоа се нормално Binance, Coinbase, OKX и така натаму. Со тоа што погледнете ова, ние имаме ситуација во која што ретко кој има вакво нешто, значи има во повеќе од 10, ако не се лажам, мурикански member states, односно нели сојузни држави, своја лиценца за трансфер на пари, екстремно тешко да се добие, затоа што во секој од нив мораат една по една да аплицираат. Значи Аризона, Јужна Каролина, Арканзас, Ајова, Минесота, Нов Хемпшир, Ново Мексико, Оклахома, Орегон, Вајоминг. Така. И тоа е само во Мурик. Погледнете овдека сега. Има лиценца за соработка, само секунда овдека беа напишани, еве, Швајцарија, Јужна Кореја, Мала Британија, Австралија беше овдека, само не можам да ја најдам. Значи низ целиот свет дечките имаат лиценци низ целиот свет. И од Сингапур, една од најтешките законодавства, и од Сингапур имаат лиценца за трансфер на пари. Екстремно позитивно. Значи дечките градат мрежа за трансфер на пари, што е екстремно позитивно за нив. И нормално, како и сите паметни проекти, гледајќи го ова, сваќаат дека е потребно да имаат свој Layer 1. Моментално се спремаат за Layer 1, иако моментално се уште не е пуштен. Значи Alchemy Pay ќе биде свој Layer 1 Proof of Stake, каде што пак ќе напоменам, како Ondo, така и Alchemy Pay, план е да се има нод на овие Proof of Stake потенцијални Layer 1 блокчейни, затоа што гледаме дека имаат голем потенцијал.
Така да тоа е доста позитивна ствар. Од друга страна, нормално како и сите паметни, истата ситуација, се спремаат за што? Се спремаат за real world asset токенизација. Односно, Alchemy Chain сами по себе се спрема за, само секунда видам каде беше таа вест, ево, за real world asset токенизација. Со тоа што едно првите партнерства кои што ги видовме во оваа сфера, со кој ако не со Ondo. И тоа нормално, првенствено за неговиот USDY, значи моментално они оф-рампите на Alchemy Pay се достапни на Ondo USDY проектот. Значи, овие два проекти, како екстремно мали проекти, со екстремно голем потенцијал, ако мене ја прашувате, се можеби два од оние проекти во кои што највеќе очекувам овој bull market. И овој bull market, јас по-активен проект немам видено. Погледнете, апсолутно секој ден ние имаме ново партнерство, нов коин на Alchemy Pay. Апсолутно секој ден. Значи, буквално нови, стари, погледнете. Секој ден ние имаме ново партнерство со Alchemy Pay. Без разлика дали тоа е, погледнете и сами, значи одредена држава, дали е одреден проект, дали е, не знам, платежно средство, значи секој ден дечките има ново партнерство. И за тоа морам да признам ваков активен проект, срамота и жално е да не се инвестира во него, еве ги World Liberty, еве го тоа што го зборувавме, значи достапен во Австралија, како што ви кажав го има, со Neum. Значи, проектите со кои што се работуваат не се мали, цели држави се работуваат со нив, жално е да го немате во портфолио, повторно ова не е финансиски совет, само ви кажувам зашто јас го имам во сопственото портфолио. И со тоа практично пребегнуваме на неговата техничка анализа. Значи, само секунда да го селектираме во однос на она што досега го имаме обработено, навистина овој проект нуди екстремно висок потенцијал, значи ево дека не сме запишале 50 центи, Гоце е многу по скептичен со 8 центи. Јас се понатаму очекувам многу од овој проект, значи погледнете, има само значи $100 милиони маркет кап, што пак ќе кажам е смешно. Од друга страна станува збор за што? Станува збор за проект во својот прв bull market, иако моментално за жал имавме пробив на оваа формација надолу. Јас пак ќе напоменам само прашање на време кога ќе имаме екстремно голема експлозија нагоре, имаме стеснување на Bollinger Band, кога станува збор за индикаторите се екстремно ниски, RSI на 22, сток RSI на 46, сме виделе многу пати што може да направи еден проект на свој прв bull market. Тоа што јас овдека сум ставил 50 центи и нормално тоа што го видев околу 2300% нагоре, а сме виделе и многу вакви примери кои што имале и 20.000% профит. Така да затоа само сакам да напоменам, имајте во предвид ваков тип на мали проекти со многу голем use case, потенцијално можат апсолутно да го променат вашето портфолио во комплетно позитивна насока. Тоа е во однос на Alchemy Pay. Повторно, не заборавајте, станува збор за проект кој што го имаме во сопственото портфолио. Да, тоа не го покажаме, сега ќе покажеме во која количина. Една од работите кои што заборавивме да ги покажеме. Само секунда. Значи, моментално Alchemy Pay во моето, во портфолиото едукационо на каналот, го имаме во солидна локација, само да видам каде се наоѓа, еве во 2,33%, додека во портфолиото на каналот, сега ќе погледне, само да ги ресетирам овие страни, за да можеме да работиме на нив. Остануваат уште два коини, а тоа се Sandbox и Axela. А во портфолиото на каналот го имаме во 10,6% од неговата количина. Не заборавајте, портфолиото на каналот е многу по диджен тип на портфолио, односно каде што сме многу посклони кон ризик за потенцијално поголем профит, за разлика од тоа во едукационото портфолио се на некој начин обратно поставени работите. Се обидуваме да бидеме одговорни и ова портфолио да биде пример за инвестирање и тоа пак со онаа наша би рекол custom made стратешки DCA инвестирање во еден цел bull market. Следниот коин за кој што ќе разговараме е Sandbox. Sandbox во нашето портфолио го имаме во мала количина, истиот порасна па се врати негде околу 1,6%. Највисоката алокација која што имаме во овој проект при последниот скок беше негде околу 3%, но пак ќе напоменам Sandbox е, според мене, токен кој што треба да си има во сопственото портфолио за кога конечно ритейл секторот ќе се врати. Исто така го имаме во мала количина и во портфолиото на каналот во 4,6%. Сега зошто? Иако моментално Sandbox не е еден од најдобрите проекти во овој bull market, да бидеме реални, има свој, да речем, не толку голем маркет кап,
ако не се лажам, неговиот market cap беше помало од 1 милиарда, сега ќе потврдиме, со тоа што го прави мал, би рекол, проект, значи има 680 милиони, значи дека станува збор за мал проект, и се уште е во bear market, како и Alchemy Pay, како и IOTA, да бидеме реални, че се уште е во првата позиција. Истиот е дел од Metaverse. Значи, Sandbox како проект е најголемиот Metaverse проект. Значи, во првиот bull market, да речем во првиот популарен bull market за овие проекти, тоа беше 2021 година, иако децентрален потекнал уште од 2017 година, значи јас ја направив грешката, инвестирав во децентрален, не знаејќи дека децентрален во голема рака е поседуван од Grayscale и е доста централизиран во оваа инвестиција, затоа што има многу голем удел Grayscale во проектот. Заради тоа во овој bull market одлучивме да инвестираме во Sandbox, кој што е многу подецентрализиран во однос на тоа кој ги поседува, би рекол, токените на овој коин или на овој Metaverse. Значи, тоа е главната причина поради која што го одбравме Sandbox наспроти Metaverse, тоест децентрален, а во исто време и активност. Sandbox имаше многу по-добра активност, неговата графика е многу по-блиска до секојдневните корисници на ваков тип на, би рекол, онлайн услуги, а тоа се новите, нормално генерации, каде што истиот е во форма на Minecraft, а знаеме дека е многу по-привлечен за новите генерации, за разлика од децентрален кој што е малку повеќе како Sims. Така да поради оваа причина Sandbox е дел од нашето портфолио, посебно пак ќе напоменам зошто, затоа што кога доаѓа ритейл секторот, нив ги интересира ова. Значи, како може да се забавуваме, да се играме, а при тоа да направиме некој денар. Така да поради оваа причина, значи, го избравме значи, самиот Sandbox да биде дел од нашето портфолио. Претходниот bull market тоа се покажа како доста лукративно, пак со децентрален, кој што немаше толку многу добар напредок како Sandbox, но повторно верувам дека имавме, би рекол, ја бев доста задоволен со профитот кој што го направивме во тој bull market. Имавме мало пречка, но како и да ја продолжуваме понатаму, мислам дека се е во ред овој пат. Така. Значи, една работа која што добивме како информација за овој проект беше тоа дека половина од вработените во Sandbox ќе бидат отпуштени. Во ред, мене кој прашувате, тоа не е никаков голем проблем. Зошто? Затоа што на крајот од денот и на некој начин количината на клиенти пред да дојде потенцијален алткоин сезона или ритейл сектор е доста намалена. Значи, тоа ќе покажеме следно. Така да мене која прашувате, ова не е некоја голема пречка за проектот. Од друга страна, промена во менеджментот е добра, посебно со оглед на фактот дека моменталниот менеджмент и CEO ќе биде заменет со CEO на Animoca Brands. Animoca Brands, знаете и сами, стои позади Bored Ape Yacht Club, а во исто време истите дури ја купија и Cypherpunks колекцијата, што значи дека станува збор за едни од најголемите имиња во NFT секторот. Така да ова е доста позитивно. Дечките има искуство во тоа што го прават. Дополнително се најавува дека ќе биде направено практично чекор напред. Сега, иако ако мене прашувате pump and dump, како и да е, ние од ова потенцијално можеме да добиеме позитивен дел, односно ќе има pump.fun нова платформа, која што ќе биде лансирана директно во играта, каде што ќе може да се лансираат меме коини преку Base платформа. Така да мене кога прашувате, ова воопште не е лошо, ова може само позитивно се одрази на нови играчи кои што ќе влезат во Sandbox, првенствено заради ова. Знаеме дека ако се сеќавате пред само една година, меме коините беа буквално најпопуларните во целиот крипто сектор, иако сум јас конкретно многу против нив, доколку може да се направи потенцијално профит од нив, зошто да не. Така. Од друга страна, за жал, моментално имаме само 15.000 активни корисници на Sandbox како Metaverse, нормално, зошто е тоа така, затоа што имаме премногу мала количина на, да речем, ритейл сектор, така да верувам дека како ќе се вратиме со, би рекол, алткоин сезоната, така нормално дека ќе влезат, така речено, сите овие назад. Од друга страна, вели, оригинално на Ethereum, сега моментално се преселија на Polygon, пак ќе кажам, Polygon според мене има голем потенцијал. Значи, ова се игри кои што не верувам дека не треба да ги подценуваме. Повторно, 15.000 корисници на ден не е многу, но во секој случај е подобро од децентрален, кој што гледаме дека на месечно ниво има во јуни имале околу, само да видам, тоест, овака малку подолу беше, во јуни 265.000 корисници, во јули 280. Значи 280.000 со 15.000 на ден има голема разлика, значи дека Sandbox има повеќе корисници во
секој случај. Така да пак ќе напоменам, ова е дел кој што е малку поризичен, но го користиме највеќе заради потенцијално влезот на ритейл секторот и очекуваме дека тоа ќе биде случајот како и во претходниот bull market. Со тоа што ова мислам дека исто така го анализиравме веќе, нема нешто премногу што да се каже. Иницијално успеа да го помине првичниот bear тренд кој што сега моментално еве како изгледа, само секунда. Значи новиот bear тренд кој што практично се формираше е ова моментално. И гледаме дека сега повторно го прави истиот овој cup and handle на многу поголема форма, каде што се очекува дека ова ќе биде потенцијално излезот, иста ќе биде, така речено, нели, метата, која што гледаме дека потенцијално би не донела негде околу $1.4, но повторно ја верувам дека ќе имаме многу поголем успех во овој проект. Само секунда да го отвориме самиот Excel sheet. Верувам дека ќе имаме многу подобар успех. И да видиме што сме анализирале претходно со Гоце, со тоа што пак дури можеби нема да се врати од претходно all time high, но враќање на ритейл секторот дефинитивно ќе предизвика овој коин да се придвижи нагоре многу над оваа моментална тренд линија. И да видиме што сме разговарале со Гоце во претходната техничка анализа на altcoin. Не се секирате, наскоро ќе продолжиме, има многу материјал. За жал, сега мораме да се фокусираме на презентациите. Сент, еве него, Сент, значи не сме стигнале до него, еве, кога веќе треба да стигнеме, значи ќе се консултираме и со Гоце. Значи во оваа ситуација, мене која прашувате, барем да ги постигне, би рекол, ова овдека би било солидна мета $3.2. Зошто го велам ова? Затоа што ова е единствената свеќе во противен правец на месечно ниво, која што била, така речено, dead cat bounce, кој што сме го искусиле на почетокот на овој bear market, а во исто време $3 негде е и доста психолошка силна бариера, така да ние ќе ставиме 3 како потенцијална мета за овој bull market, а се над тоа нормално ќе биде доста позитивно. Да, можеби малку сме, би рекол, нели, по-конзервативни, но подобро да бидеме по-конзервативни отколку да не стигнеме до тоа што сме го планирале. И затоа ќе ставиме дека 3 потенцијално е место за каде што очекуваме да се придвижи овој проект. А повторно погледнете, станува збор за 1000%, што е околу 10x и повеќе од 10x. Значи, рековме $3, ќе видиме што ќе каже Гоце на следната техничка анализа. Само секунда. Не избега Сент. $3 и околу 1000%. Тоа е оно што ние потенцијално го очекуваме од овој проект. Пак ќе кажам, овој проект екстремно зависи од враќањето на ритейл секторот, затоа ја очекувам дека истиот ќе има позитивен ишход во следниот дел од овој bull market. И нормално последниот коин за денеска, тоа е Acceler. И Acceler е еден од оние топ проекти кои што очекуваме дека ќе има многу добар bull market. Иако Acceler е во помала количина на нашето портфолио, 1.36 наспроти Wormhole со 2.77. Знаете зошто, причината е јасна, сме ја зборувале многу пати. BlackRock и неговото партнерство со Wormhole на некој начин го зацементираа и она што ние го одлучивме да практично инвестираме повеќе во Wormhole наспроти Acceler. Со тоа што во оваа ситуација верувам дека тоа ќе се исплати со време, но како и да е, Acceler е доста добар. И знаеме дека и во нашето основно портфолио и во портфолиото на каналот со 6% сме инвестирани во овој проект. Interoperability не само што е нов проектот со прв bull market, како Wormhole, така и Acceler, така и самата категорија Interoperability е во својот прв bull market. Така да најчесто досега од претходните искуства, како DeFi во 2021 година, како L1 во 2017 година, овие иницијални категории кои што за прв пат се појавуваат на пазарот имаат екстремно добар bull market. Така да во оваа ситуација гледаме дека Wormhole и Acceler се апсолутните шампиони во оваа категорија, би рекол, и затоа инвестиравме во двата. Пак ќе кажам, екстремно мал проект, под 1 милиарда, станува збор за микропроект, значи со голем потенцијал. Како што веќе кажавме, Acceler самиот по себе има досега екстремно голема количина на партнерства. Погледнете и сами. Значи, неговиот, би рекол, како и самиот Wormhole, блокчейн, кој што веќе е објаснет во посебно видео за Acceler, кој што може да го најдете на нашиот канал, е уникатен, односно го решава овој екстремно битен проблем за тоа како блокчейните да комуницираат едни со други, без при тоа да користат мостови и да мораат да градат потенцијални
уникатни решенија за секој еден блокчейн со друг блокчейн. Така да во оваа ситуација Axelar и Wormhole го решаваат тоа преку ваков тип на протокол, каде што неговите нодови буквално се оние кои што ја прават целата работа, а првиот и вториот блокчейн кои што трансферираат капитал и информации веруваат на Axelar и на тој начин практично имаме интерблокчейн комуникација за капитал и информации. Погледнете го видеото, објаснето е се во детали, а во исто време погледнете. Кога станува збор за институционална соработка, можеби не е BlackRock, но Onyx на JP Morgan е приватниот блокчейн кој што го поседува JP Morgan, Deutsche Bank, тоа е дама за кој што ќе разговараме следно, Mastercard, Microsoft, Provenance, значи тоа се едни од поголемите компании во светот кои што моментално соработуваат со Axelar. Ова не е случајно. Од друга страна, Deutsche Bank со нивното DAMA 2 солуција, која што треба да биде институционален начин за, би рекол, инфраструктура на која што ќе се вршат меѓугранични плаќања, значи го користи токму Axelar и компанијата на Axelar за креирање на оваа солуција. Ова не е случајно, со тоа што солуцијата се креира во Сингапур, а еден од основните нормално учесници е Deutsche Bank. Сега, кога станува збор за екосистем, значи дешките растураат. Погледнете. Кога станува збор за тоа колку само проекти моментално градат преку оваа солуција, имаме огромна количина. Uniswap, MetaMask, само секунда погледнете овде. Circle, DYDX, ImmutableX, значи Circle, Stablecoin Issuer, DYDX, DEX, ImmutableX, Game and NFTs. И сега ако продолжиме, DeFi Lido, тоа е стейкинг на Ethereum, Uniswap, Trust Wallet, MetaMask. И сега ако продолжиме понатаму, погледнете само колку имиња овде има кои што ја користат оваа солуција. Значи, гледаме дека Wormhole и Axelar успеа таму каде што не успеа мостовите, таму каде што не успеа Atom да биде меѓу блокчейн интернет, гледаме дека тоа моментално го реализираат Wormhole и Axelar. Пак ќе кажам, значи во овој простор има место за значи взаемна соработка. Тоа што Wormhole има подобри партнери не значи дека Axelar нема да успее. Погледнете и сами. Значи и еве го Ондо и со Axelar во соработка, Centrifuge исто така еден од најголемите токенизатори со Axelar во соработка, OKX еден од најголемите менувачници. Ако продолжим ќе најдете еден куп познати имиња кои што моментално соработуваат со Axelar. Ова не е случајно, погледнете, ја не можам да ги довртам само колку има моментално, нели, партнери кои што директно соработуваат со Axelar и најголемите блокчейни моментално користат исто така Axelar за меѓусебна комуникација. Од друга страна, ETF од страна на Canary Capital за спот ETF на Axelar беше поднесен во јуни 2025 година, пред само 2 месеци. Скоро 3, како и да е. Значи тоа е исто така голема позитивна работа, затоа што гледаме дека има институционален интерес за спот ETF за Axelar токенот. Од друга страна, Upbit само што направи листинг во, тоа не е само повторно, во јуни направи листинг на Axelar, значи истиот е достапен на повеќе менувачници. И нормално како еден од коините од Made in USA, значи се наоѓа со оние кои што имаат привилегија да бидат дел од оваа категорија, а со тоа нормално и потенцијално да бидат искористени од оваа, би рекол, администрација, со тоа што не заборавајте дека не е само Axelar и Wormhole е дел од оваа категорија. Сега кога станува збор за техничка анализа, ќе погледнеме, мислам дека Axelar веќе го поминавме, но како и да е, добро е да се погледне што се случува со овој проект. Само дайте ми секунда да најдам каде се наоѓа. И како проект кој што веќе го обработивме, верувам дека со Гоце дадовме свое мислење во претходните анализи. Само секунда, сега ќе ви кажам веднаш. Axelar. Зар не сме го обработиле? Изгледа не сме го обработиле последниот пат, не е страшно. Ке го обработиме сега. Дури го немаме и на листа, некако не можам да разберам како е возможно да не сме го обработиле сега, но претпоставам луѓето не го побарале, како и да е, сега ќе го обработиме веднаш, со тоа што има екстремно мал маркет, значи помало од 1 милиарда, тоа е микро, во прва нормална позиција, затоа што се наоѓа каде? Во иницијалниот bear trend за овој bull market, иако имаме скок. Не заборавајте, ова се екстремно мали проекти, дупло дно, значи имаме голем потенцијал за истиот во иднина, затоа што ова е само прв bull market. Дури и неговиот рас од 30 центи до овдека $6, например, е навистина мал, затоа што $300 милиони во оваа ситуација да пораснат 20 пати,
тоа би било колку 6 милиарди, што е апсолутно ништо ако мене прашувате. Има потенцијал за многу повеќе, но како и да е, еве ние ќе бидеме фер, нема да избрзуваме и ќе дадеме мета на последниот ФИП од овде. Но ако се сеќавате, многу пати до сега сме разговарале токму за овие мети, споредбено со претходните коини кои што сме ги имале во претходните bull маркети, како Chainlink и така натаму, кои што многу повеќе од овие мети надминале во претходните bull маркети. Така да гледаме дека е крајно потценет како блок, како проект, погледнете. Значи на месечно ниво минус 40, минус зборуваме за MACD, сток RSI се наоѓа на 3, RSI се наоѓа на 40, значи неговите индикатори се екстремно потценети, екстремно ниски, препродаден. Од друга страна се наоѓа под bull market support band, гледаме дека ова е тоа ниво на месечно ниво каде што моментално имаме поддршка. Само треба да го поставиме еве како прилика би изгледало. Значи мене ако ме прашувате, ова е потенцијално крајот на оваа формација, гледаме cup and handle, се очекува пробив, нормално тој пробив се очекува да дојде кога конечно ќе заврши овој би рекол момент пред почетокот на алткоин сезоната и да се врати во овој канал и да го пробие нагоре, пак ќе речам $10, според мене ако прашувате е релативно ниска, но ќе бидеме конзервативни и ќе оставиме како таква. Значи тоа е негде околу 3000%. Значи ќе ставиме $10 со отприлика 3000%. Затоа и велам, овие макропроекти кои што генерално се доста нови на пазарот, имаат премногу мал маркет кап, имаат многу добар потенцијал во однос на партнери, оваа категорија е целосно нова, овој проект е со свој прв bull маркет, значи не гледам причина зашто такво нешто не би се случило, но ќе оставиме времето да ни покаже. Нормално ние нема да чекаме овде да продадеме, само сакам да кажам кои се потенцијалните мети кои што ги очекуваме за овој проект во иднина. И со тоа го завршуваме денешното видео, се надевам дека уживавте, значи тоа се 4 коини кои што ги обработивме, очекувате во следниот период да ги обработиме преостанатите, како што веќе кажавме, а тоа се значи Шен нема да го обработиме затоа што е така речено паралелен проект на Cardano. Matic дефинитивно, VeChain дефинитивно, XDC 100%, Optimism исто така, додека кога станува збор за портфолиото на каналот, овдека ни остануваат Gnosis, GNO, PIT, Arkham и Filecoin. Така да тоа се следните коини. И уште едно за самиот крај, доколку не сте, приклучете се на нашата Patreon заедница со цел да ни помогнете оваа материја да ја направиме уште подостапна. Нормално сето ова е бесплатно за сите наши членови, но дополнително ни помагате со цел да можеме да ја напреднеме нашата организација, да организираме многу повеќе настани и оваа чланарија нормално ви дава пристап до сите наши чатови, каде што активно може да разговарате со сите наши би рекол членови помеѓу себе, да така речено имате пристап до одговори од целата заедница на секој од вашите прашања. Значи секогаш сме овдека да помогнеме на секој кој што има прашања. Лично ние одговараме на вашите пораки, кои што ни ги одговараме еднаш дневно, кои што ги праќате директно до нас. Исто така имате сите овие, да речем, содржини, како ова содржина моментално, што ќе биде направена, прво ја доставуваме до нашата Patreon заедница, на нашата основна страна, а потоа и на нашите YouTube и останати канали. И нормално еднаш годишно имаме, еднаш месечно имаме лайвстрим кој што за прв пат ќе биде организиран директно на самата апликација, значи истата ни дава опција, ќе мора да пробаме дали функционира како што треба. Значи следниот лайвстрим кој што ќе биде потенцијално следната недела, ќе биде организиран на Patreon апликацијата директно, каде што Patreon, да речем, членовите ќе може да ме прашаат се што ги интересира, а потоа истото ќе биде објавено и на нашиот канал. Се надевам дека уживавте, се гледаме во следното видео, се гледаме во Минхен и поздрав од Крипто Гемиџија.